Ќе продолжиме со Евангелието од Галатјаните. Така се вика, уствари, Евангелието во посланието од Галатјаните. Целата библиска полука. Добро, да повторам од минатата сабота дека јас не и барам мани на полуката, туку сакам да го, на овие богослуженија, сакам да го споменам она што во полуката не се споменува, а што сепак представува дали мала, дали голема разлика меѓу апостолското евангелие од една страна и протестантското евангелие од времето на реформацијата. Или со други зборови, мала разлика помеѓу, или голема, зависи, помеѓу евангелието на Джонси Вагонер од една страна и протестантската реформација од друга страна. Затоа што денешната нова теологија го представува протестантското учење во Адвентистичката црква и одбива да прифати дека во Минеаполис и светлината што Господ ја прати преку Джонси Вагонер има нешто повеќе од оно што протестантите го разбрале во свое време. Минатата сабота зборував за верата и послушноста, кои што Вагонер ги изедначил со своите зборови: верата само по себе е послушност. За разлика од протестантизмот, кој што ги разделува тие два поими. Значи, за нив послушноста не е исто што и верата, односно верата не е исто што и послушноста. И во денешната лекција дојде до израз овој протестантски став во одсекот од вторник. Па да отвориме таму, значи за 25. јули, би сакал да прочитам цел еден пасус. Вторник 25. јули, кај што станува збор за Авраам. Ке почнам да читам од ке го читам целиот, сите три пасуса од втората половина на одсекот. Додека поимот оправдување, вели полуката, бил метафора позајмена од речникот на правниците, зборот му се засмета, значи кога на Авраам неговата вера му се засмета за праведност, или оно што зборував минатата сабота, за сметаната праведност. Зборот му се засмета доаѓа од деловниот свет. Тој значи дека да му ставите некому нешто на сметка. И што би рекли ние денес, да ти испратам кредит. Ти пуштам кредит. Тој е употребен не само за Аврам во Галатјаните 3.6, туку се појавува уште 11 пати во врска со патриархот. Понатаму се вели во наредниот пасус: во согласност со Павловата метафора, и на нашата сметка е ставена праведноста. Меѓутоа се поставува прашањето: врз основа на што Бог не смета за праведници? Секако дека тоа не се случува врз основа на послушноста, независно од оно што го тврделе Павловите противници. Значи, забележувате, полуката тврди дека Господ не смета за праведници врз основа на послушност. Без оглед што зборувале тие за Аврамовата послушност, самото писмо објавува дека Бог го засметал меѓу праведниците само врз основа на неговата вера. Забележувате, полуката прави разлика помеѓу верата и послушноста. Значи, Авраам е засметан за праведник само заради неговата вера, а не заради неговата послушност. Значи, ќе беше добро ако полуката тврдеше дека Авраам е сметан или засметан за праведник само врз основа на неговата вера, а не заради неговите дела,
Значи, да се направише контрастот помеѓу верата и делата, но наместо тоа поуката прави контраст помеѓу верата и послушноста. Тоа го одразува протестантското учење дека послушноста значи дела. За протестантите послушноста значи дела. Не може да значи нешто друго. Но тоа е погрешно сваќање. И да го прочитам и последниот пасус од тој одсек. Библијата е јасна. Аврамовата послушност не била темел на неговото оправдување. Еве го повторно исто. Ке беше точно да напишеше Аврамовите дела не биле темел на неговото оправдување. Но, наместо тоа вели Аврамовата послушност не била темел на неговото оправдување. Значи, послушноста ја разликува од неговата вера. Наместо тоа, послушноста била последица на оправдувањето. Тој не правил нешто, не правил нешто за да се оправда. Еве како поуката, не знам дали авторот, дали уредникот, не е битно кој. Но поуката го одразува протестантскиот став. Дека Аврамовата послушност значи да правиш нешто. Значи дела. Тоа е протестантско учење. Понатаму што вели? Туку го правил затоа што веќе бил оправдан. Ова реченица е точна. Аврам не правил нешто за да се оправда, туку го правил затоа што веќе бил оправдан. Што е проблемот? И последната реченица, оправдањето води кон послушност, а не обратно. Проблемот е што поуката, послушноста ја идентификува со делата. Само со делата. И ја разликува од верата. Меѓутоа, што прочитавме во Римјаните, 3 глава? На самиот почеток од главата. Видите, колко е битно да учиме директно од Библијата, а не од нашите теолошки авторитети. Значи, во самата глава, на самиот почеток на главата, Галатјаните 3 глава, еве, вториот стих што го почитавме и целиот текст го почитавме од 3 до 5 стих мијатата сабота. Само ова, значи, откако ги нарекол Галатјаните неразумни, само ова сакам да го дознам од вас. Преку делата на законот ли го добивте духот или преку што? Преку послушноста на верата. Каде ја става апостол Павле послушноста? Во делата? Не, ја става кај верата послушноста. Исто како Вагонер, кој што ја идентификува верата со послушноста. Верата само по себе е послушност. Понатаму вели, толку ли сте неразумни? Откако почнавте со духот, со телото ли сега завршувате? Добро, тоа се однесува на обрзанието. Зарем залудо толку многу претрпевте? Да беше само залудо. Оној пак кој ви го дарува духот и прави меѓу вас чудеса, преку делата на законот ли го прави тоа, или преку послушноста на верата? Еве го повторно тоа. Контрастот меѓу делата на законот и послушноста на верата. Послушноста не е дела. Послушноста апостол Павле ја става на страната на верата, не на страната на делата. Многу интересно, зашто тоа го прави? Што значи зборот послушност? Еве, македонскиот збор послушност. Што значи? Што значи кога ќе ти да послушаш, кога ќе ти кажат нешто? Добро, а дали само тоа значи? Значи, дали само дела, извршување? Добро, значи, да го анализираме зборот. Послушност. Што значи тоа?
Значи, прво, коренот, точно е тоа, благодарам, коренот на зборот, именката послушност, има врска со слушање. Слушање. Слух. На хрватски велат непослушноста ја нарекуваат непослух. Меѓутоа, послушноста не е само слух да слушаш, значи подразбира прво да слушаш со внимание и да го разбереш тоа што ти се кажува, тоа што го слушаш, но не застанува, не е само тоа. Има нешто повеќе, има нешто подлабоко и зато се нарекува послушност. Има нешто позади слухот, позади слушањето. Значи, мнозина слушаат, го чуле Евангелието, или во времето на законот го чуле, не оние, апостол Павле вели, не оние што го слушаат законот, ќе биат оправдани, туку оние што го творат, нели така пишува во Римјаните. Значи, можеш да го слушаш Божјото Слово, но да не го прифатиш, како што рече Сенета, да прифатиш. Или да не го извршиш, како што рече Данило. Но, би можело да речеме, да го слушаш и да не веруваш. Точно ли? Колку мина слушнале дека Христос воскреснал од мртвите. Колку мина вие сте им зборувале кои што не веруваат. Значи, нешто повеќе од слухот, а слухот подразбира слушање со внимание и разбирање на тоа што се слуша, тоа што се кажува, но и сега следува нешто повеќе од тоа, нешто подлабоко од тоа, а тоа е да се поверува, да се прифати и да се изврши. Значи, послушноста може да значи дело, ако, например, Господ му заповеда на Авраам, излези од Ур Халдејски и оди на запад во непозната земја. Јас што ќе ти ја покажам. Тој тоа го направил, излегол, го напуштил цивилизираниот град и отошол да живее како номад на запад, но дали само тоа значи послушноста? Што кажал Господ за Авраам? И јас би сакал малку да кажам нешто повеќе за него оваа вечер. Бидејќи Авраам и во одсекот од вторник и понатаму во следните два одсека е пример во поуката што денес ја преучувавме. Да отвориме во Битие уште еднаш, значи на почетокот. Прво би сакал да прочитаме еден познат текст, што се наоѓа во Битие 26 глава. Дваесет и шеста глава, 5 стих. Значи, Битие, 26 глава, Прво Мојсеева, 26 глава, 5 стих. Господ што вели за Аврам? Ова се зборови што он ги кажува, значи, на Исак, неговиот син. Му ги повторува ветувањата што предходно биле кажани на Аврам, на татко му. И сега вели во 5 стих, бидејќи Аврам го послуша, што? Гласот мој. И се покоруваше на заповедите мои. И на наредбите мои, и на законите мои. Сега, дали така велат вашите преводи? Значи, тука нема разлика, нели? Уште еднаш, што Авраам послушал, според текстот? Божиот глас.
Не вели ги послуша заповедите мои, наредбите мои и законите мои. Нив Аврам им се покорил на тие. Значи, заповеди, наредби, закон. Тоа се една иста работа. Значи закон. Заповед значи закон. Наредба значи закон. И закон значи закон. Значи, кога е законот во прашање, законот е нешто што има авторитет, нешто авторитетно, нешто што има власт, на тоа Авраам се покорил. Значи, законот има власт, законот е авторитетен и за него одговара, послушноста кон законот одговара да се представи со овој глагол. Се покори, се покоруваше. Покорност. Меѓутоа, за послушноста, вели на почетокот дека Авраам го послуша гласот мој. Само за Божиот глас се употребува глаголот послуша. Што е логично. Глас. Гласот е нешто што се слуша. Што треба да се послуша. Значи, според овој текст може малку подлабоко, ако се чита меѓу редови, да се свати дека послушноста повеќе има врска со верата, отколку со извршувањето на законот, на делата и така натаму. Бидејќи послушноста е употребена само за гласот Господов, а за заповедите, наредбите и законите негови, односот на Аврам кон нив, е употребен зборот покорност. Но за да стане ова појасно, ајде пак да ги прочитаме зборовите од 12 глава, на самиот почеток, значи каде што започнува повеста за Аврам, Битие 12 глава, и што беше предмет на проучување на денешната поука. И му рече Господ на Авраам, оно што го кажавме, нели? Излези од својата земја и од родот свој и од домот на татко си, па појди во земјата што ќе ти ја покажам јас. Тоа е, што е тоа? Заповед. Заповед. Тоа е заповед. Ова е заповедна реченица, како би рекли, литературно. Излези од својата земја и од родот свој и од домот на татко си, па појди во земјата што ќе ти ја покажам јас. Сега, ова е заповед. А што е ова во вториот и третиот стих? Ветување. Значи, уште од денешната лекција, поуката не воведува постепено, не воведува и следната, малку повеќе ќе биде, следната сабота, но постепено не воведува и целиот нареден месец до 2 септември, постепено, почнувајќи од денес, поуката не воведува во темата за двата завета, за Стариот и Новиот завет. Вториот и третиот стих, да ги прочитам уште еднаш. А од тебе ќе направам голем народ и ќе те благословам и името твое ќе го прославам и ти ќе бидеш благословен. Ќе ги благословам оние што тебе ќе те благословуваат и ќе ги проколнам оние што тебе ќе те проколнуваат и преку тебе ќе бидат благословени сите народи на земјата. Какви зборови? Значи, ако во првиот стих имаме заповед, што е ова во вториот и третиот стих? Борче рече ветување. Тоа е точно. А можеме да речеме, тоа е завет. Можеме да речеме. Можеме да речеме. Бидејќи зборот завет, тоа значи да Господ му ветува на Авраам, Господ се заветувал. Господ се обврзал со тоа што ветил.
со тоа што ги кажал овие зборови. И сега, што беше Павловата поента кога го цитира овој случај со Авраам, дека Авраам како реагирал Авраам? Ајде вака да почнеме. Како реагирал Авраам на заповедта да излезе од својот дом и да се насели во туѓа непозната земја? Значи, со тоа што ја исполнил заповедта, ја извршил заповедта. Не постои друг начин. Кога се работи за заповед, единствена добра реакција, единствена исправна реакција е заповедта да се исполни или да се изврши. Како што Христос, кога ги прашал фарисеите, еден татко имаше двајца синови, му рече на постариот, иди работи на нива, тој рекол, ќе одам, важи, ама не отишол, а вториот рекол, нема да одам, ама подоа се покајал и отишол. И сега Христос поставил прашање, кој од нив двајцата ја извршил татковата волја? Точен одговор вториот. Значи, кога се работи за заповед, единствената исправна реакција е да ја извршиш заповед, да ја спроведеш наредбата и така натаму. Но кога се работи за ветувањето, Господо, вториот и третиот стих на оно што му е кажано на Авраам, како реагира Авраам на тоа? Авраам му поверува. Значи, Авраам поверува на Божиот глас. Ако во однос на 26 глава 5 стих, глас, заповед, заповеди, наредби, закони. Вториот и третиот стих, во што спаѓа? Првиот спаѓа, да речем, во заповед. Или наредба, може да се рече. Не во закон. Закон е нешто друго. Но, вториот и третиот стих, ветувањето Господово до Авраам, во што спаѓа? Во глас, заповеди, наредби или закони. Од 26 глава 5 стих. Авраам го послуша мојот глас и се покори на моите наредби, заповеди, наредби и закони. На гласот. Значи, бидејќи вториот и третиот стих не се ниту заповед, ниту наредба, ниту закон, тоа спаѓа во Божиот глас. И на што бил Авраам послушен? На гласот Божи. Според поуката на, и оно што го знаеме, независно и од самата оваа поука, како реагирал Авраам на овие зборови, на Божјето ветување, дека од него ќе направи голем народ, ќе биде благословен, во него ќе бидат благословени сите народи на земјата, му поверува. Авраам му поверува на гласот Божи, можеме да речеме? Да, бидејќи тоа не се ниту заповеди, ниту наредби, ниту закони. Авраам му поверува на гласот Божи и тоа му се засмета за оправдание. А истиот Господ, што вели во 26 глава 5 стих? Авраам го послуша мојот глас. Значи, што е верата? Не е ништо различно од послушноста. Како што заклучил и Вагонер, верата самата по себе е послушност. Тука протестантите, значи, не ја разбрале целосно вистината и затоа во своето инсистирање дека послушноста не е вера, дека послушноста е само дела, тие денес доаѓаат и до тој абсурд да речат дека празнувањето на саботата е дела. Толку голем абсурд, што сака да речат, ако ја празнувате саботата, вие сте легалисти, бидејќи правите дела. Какви дела, бе? Саботата значи одмор од дела, а не правење дела. Кога не се размислува, се доаѓа до абсурдни заклучоци. Господ рекол, Авраам го послуша мојот глас, што е исто, како да рекол, бидејќи на друго место, Библијата вели, Авраам му поверува на Божиот глас, на овие ветувања.
а исто така бил покорен, односно ги извршил Божите заповеди, наредби или закони понатаму во неговиот живот. Понекогаш, често пати протестантите го споменуваат и новата теологија во адвентизмот го споменува примерот на покајаниот разбойник на крстот. И велат, овој човек, разбойникот што се покајал на крстот, наводно немал време, бидејќи веднаш после тоа, кратко време после тоа умрел, нели? И бил закован на крстот, значи не ни можел да се слезе од таму и да врши некакви дела. Велат, немал време да биде послушен. Бил спасен само врз основа на својата вера. А ќе беше точно, ако протестантите и денешните адвентистички теолози, кои што им веруваат, ќе беше точно, ако рекоа, разбойникот на крстот немал време да прави дела, требал да симне, да слезе од крстот, да биде помилуван некако, да речеме, да продолжи да живее на земјата, па да може да прави некакви добри дела, дали законски дела, дали независно од законот, едноставно добри дела. Меѓутоа, дали е точно дека разбойникот не покажал послушност додека висел на крстот, откако се покајал? И кога се разбира дека тоа не е точно. Со самата вера што ја покажал, разбойникот покажал послушност. И не само што покажал послушност, туку таму, висејќи на крстот, ја покажал својата послушност пред сите, бидејќи разбойникот беше единствениот човек тој ден, кој што го признал Исуса Христа за Спасител, за Месија. И на зборови ја покажал својата вера дека тој Месија, Спасител, ќе дојде во иднина, во царството свое. И побарал од него, сети се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството свое. Тоа било вера, но тоа било и послушност. Зошто? Зато што бил наведен на покаяние. Кога грешникот се кае, дали е тоа послушност? Е послушност, се разбира. Верата е послушност. Верата не е дело, меѓутоа он се покајал. Покајанието не е дело. Покајанието не е дело. Меѓутоа, он се покајал, значи го сменил своето мислење, се преумил покајанието, метаноја значи да го промениш мислењето, да го прифатиш или да го послушаш Божиот глас. Во неговиот случај тоа бил гласот на Светиот Дух. Само гласот на Светиот Дух во нашата совест може да не наведе на покаяние. И сето тоа, откако ги слушнал Христовите зборови на крстот, кога се молел Господ да не им го зеде за греф. Господи, прости им, бидејќи не знаат што прават. Значи, и се многу убаво се објаснува што се случувало поред, што се случувало со разбойникот, откако ги чул тие Христови зборови во Копрежот на вековите. Поубаво е тоа, ако имате време да го прочитате. Сето тоа го навело на покаяние и во своето покаяние, значи, го послушал гласот на совеста, гласот на Светиот Дух, и тој ја покажал својата послушност пред сите, го признал Исуса Христа. Значи може да се каже дека туку тоа е дело. Го признал Исуса Христа пред сите за Спасител. Посведочил за Исуса Христа дека е Спасител. Тогаш кога и неговите ученици се откажале од него, односно тогаш кога и Христовите ученици не верувале дека е Спасител.
Зошто бидејќи Христос висел на дрво, а законот, што проучувавме денес, вели проклет да е оној што виси на дрво. Значи Христос не може да биде спасител бидејќи е проклет. А токму тоа, оно што го сметале за доказ против Христовата мисија и против неговото месијанство, токму тоа било поентата на неговата мисија. Господ да стане проклетство за нас, наместо нас, да не откупи нас од клетвата на законот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.